Добро вечер на сите, освен на оние кои што не сакаат да научат ништо поврзано со нашето ментално и физичко здравје, а вечерот ќе збориме особено на тема ментално здравје. Бидејќи сметам дека менталното здравје е многу поважно од физичкото, иако и двете се важни, меѓутоа се почнува од главата, па со таа цел вечерва овде со нас е една прекрасна гостинка која што е долгогодишен психолог, психотерапевт и е член и основач на Неокортекс тимот. Тоа е Ивана Хаџиванова. Здраво, Ивана. Здраво паке, фала на поканата. Многу ми е кејф што сум тука и што ќе имам прилика да зборам на вака омилена тема, важна тема и се надевам ќе направиме еден убав спој на спортот и психологијата вечерва. Да, фала ти многу што прифати, многу ми е драго и многу ми е драго што ќе споделиме информации кои што се од не само здравствена, туку од животна корист. Буквално, мислам дека секој од нас не интересира овие теми поврзани со нашата сигурност, несигурност, анксиозност, психолошки бариери, нашето задоволство од нашиот или незадоволство од нашиот изглед и теми кои што се од суштинско значење и сметам дека ова може да оди во бескрај, буквално психата е нешто што може да се проучува како вселената, така да едвај чекам да ни кажеш многу одговори кои што и мене ме интересираат и интересно е што поставив прашалник на Инстаграм публиката да пише неколку прашања. Се изненадив дека имаше многу прашања. Супер. И сваќам дека луѓето се жедни за вакви информации. Супер. Освен на тема фитнес, туку и поврзани со нашите телесни и физички и односно ментални перформанси. Така да, иначе јас и ти се познаваме многу години. Преку спорт, преку теретани, кафичи, Скопје е мало и знам дека долги години работиш како психолог и психотерапевт. Кажи ни накратко Неокортекс како тим, кога е основан и како работите? Дали работите исклучиво со индивидуалци, со спортисти, со семејства? Како работите? И колку време работите? Работиме веќе, јас во полето на психологијата сум многу долго време. Уште по самото завршување на факултетот, меѓутоа како индивидуална пракса, моја пракса, веќе 8 година, пред 8 години го имам основано Неокортекс, работиме тимски, имаме повеќе психолози и работиме со сите возрастни категории, односно примаме дечиња, адолесценти, возрастни секако, работиме со индивидуални сесии, партнерски сесии, семејни сесии и групна психотерапија. Целиот тим е обучен од повеќе психотераписки правци, например гешталт, психодрама, семена системска психотерапија, некои од колегите имаат познавање од трансакционална анализа, така што располагаме со тим кој што нуди различни психотераписки интервенции. Да, офаќате многу нешто, значи. Да, и работиме секојдневно со клиентите во нашиот центар и исто така доста сум горда на делот од работата дека работам и со доста македонски компании на развој на вработените, така што и тоа е еден дел кој што одлично ми доаѓа и со голема желба и елан го работам и исто така сум доста горда и на соработката со клиничката болница Аџи Бадам Систина, каде што сум како надворешен соработник и овозможувам психолошка поддршка во болницата. Браво, респект за сето тоа што го правиш. Те следам на Инстаграм. Тие што не ја следите Ивана Хаџиванова, заследете и неа и профилот на Неокортекс. Мислам дека е така подпишан? Така е, да, Неокортекс центар. Кортекс центар, да. Заследете го, имаат фасцинатно добри постови од кои што реално пола сум се препознал, повеќе од пола сум се препознал и некогаш кога мислиме дека немаме, тоест не треба да чекаме да имаме проблем за да се обратиме на психолог. Тоа беше старото размислување од претходниот век, сега живееме во модерно време каде што на секој ни треба некаква стручна помош и не би чекал да ми се случи нешто па да превземам. Можеби тогаш е касно или штетата е подлабоко на влезење на станата. Да те прашам во врска со твојот спорт, бидејќи си долго време во форма, си тренираш, те пратам, си вежбаш, од кога датира твоето спортско движење, твојата историја со спорт, дали од мали нозе или? Опа, јас на ова прашање можам... Треба живели да направиме чимака пад. Да, ја на ова прашање можам да дам интересен одговор, односно во спортот и во спортски сали и во спортска опрема
Јас сум од најмали нозе, односно можам да кажам дека сум проодена во спортска сала затоа што моите родители се поранешни репрезентативци, гимнастичари на Југославија во тоа време. Значи доста успешни спортисти, многу активни и сум многу благодарна што сум го превзела тоа како пример, како модел на однесување и што уште од најрана возраст моите слики се по спортски сали, по спортски терени, по надпревари и слично. Тоа влијаеше да покрај гимнастичките сали јас почнав да вежбам карате неколку години, а потоа се префрлив и професионално на одбојка. Тоа траеше подолги години, едно 7-8 години претпоставувам, не се сеќавам добро, до периодот додека не станав млада возрастна, и кога почна да се поголеми обврски нели и со факултет и со многу работа, така да тогаш у тој период се префрлам на рекреативен спорт и продолжувам со фитнес и со континуирана физичка активност. Можам да кажам дека сум многу среќна што ја спомнуваш формата, секако дека значи физичката форма за чувството на психофизичка сила. Абсолютно. Што човек ја чувствува и силата на телото и менталната сила, односно спортот за мене представува еден добар емоционален регулатор и самиот факт што имам започнато од рана возраст, мислам дека многу значајно ми има допринесено за развој на спортски дух, дисциплина, фокус. Тоа сакам да те прашам, извини што те прекинувам, дали ти мислиш дека овие 20-30 годишни тренирања, твои тренинзи се базираат на дисциплина или на мотивација? Што повеќе те води? Што повеќе те носи низ годиниве? Дали си ултрадисциплиниран нон-стоп, па дисциплината ти ја направила оваа форма, или се движиш по мотивација на бранови, или ти едноставно стил на живот, рутина? И јас мислам дека ми е станато стил на живот, иако секако дека има периоди, мојот став, односно искуство е дека мотивацијата осцилира. Не сме секогаш да бидеме искрени мотивирани ниту за работа, ниту за тренинг, имаме разни денови, разни животни периоди, меѓутоа сметам дека дисциплината е една од најважните детерминанти за успех, а во секое животно поле, а исто така и за спортот и за одржување на фит тело, односно за одржување на психофизичкото здравје во суштина, нели, пошто спортот е, мислам дека една од најважните карики во истото, така што се потпирам на дисциплината, односно ако имам одлучено за себе дека 3 тренинга во неделата ми се минимални, освен нели ако нема нешто преизненадно или слично што стварно би ме оневозможило, гледам тоа да го испочитувам за себе, а во периоди кога има повеќе слободно време, тоа може да биде и со зголемен интензитет. Всушност, кога ќе размислиме, нашиот живот и се околу нас е сочинето од навики. Какви навики ги изградиме од базата, од детството, па до постари години, така ќе не гледаат и другите луѓе, таков доем ќе оставиме и со такви луѓе ќе се дружиме, такви рутини ќе имаме и така ќе изгледаме. И нашето ментално и физичко здравје зависи директно или индиректно од навиките. И многу добро Преска кажа, тоа е само еден пример колку родителот е пример, репер и модел кога действува со пример, а не само зборува. Сум видел родители кои што само зборуваат да се спортува, кон децата меѓутоа никош не спортувале. Кај тебе биле добар пример и репер твоите родители и затоа си гледала таков модел на карактери, стил на живот и така си функционирала и тоа е предобро. Тоа е супер. Баш имав некои интересни прашања од публиката, би ги прочитал, има неколку, одбрав 2-3 со една тема која што е, мислам дека преактуелна и сите не интересира, за анксиозноста. Па би прашал од твое искуство, дали анксиозноста е поврзана исклучиво со несигурноста или незадоволството од физичкиот изглед, или може да се базира на стравови од финансиска несигурност, некои слаби карактерни црти, некои други дупки емотивни, на што се базира највеќе според твоите примери и случаи со клиентите и со долгогодишно искуство? Секој од нас почувствувал повремено покачена анксиозност, меѓутоа треба да се прави разлика меѓу тоа повремено покачување на анксиозноста како една психофизиолошка реакција на перцепирана закана која што може да биде реална или замислена. И треба да правиме разлика со тоа дека некои луѓе се соочуваат со анксиозни растројства.
кои што имаат комплексна позадина, односно може да влијаат мноштво на фактори за некој да се соочува со анксиозно расстройство. Би ги навела факторите накратко. Пред се тоа се биолошките фактори, односно разни хормонални дисбаланси, пореметување, односно промени во невротрансмитерите и кои што влијаат на секако на расположењето и на анксиозноста. Тука се и биолошките фактори во насока на тоа доколку некој од родителите имал анксиозно расстройство, секако дека имаме посилна може да е наследно генетски предиспонираност за детето, односно или возрастниот да има нели понатака во животот анксиозно расстройство, а секако тука и моделот на однесување исто важи и кај анксиозноста. Можеме да имитираме спортски навики, но можеме да имитираме и панично однесување од родителите. Тука се културолошките фактори, односно притисокот до општеството, квалитетот на живот и слично. Тука се лајфстайл, односно животниот стил, факторите во смисла на тоа дали лицето конзумира психоактивни супстанции, злоупотребува и слично, факторот на спиење, дали практицира добра хигиена на спиење, здрава исхрана, редовна физичка активност. Тука има психолошки фактори, социјални фактори. Во социјалните фактори спаѓаат, нели, сите сме се соочиле можеби некогаш со некои токсични односи кои што може да влијаат дефинитивно на да допринесат за вознемирување и развој на анксиозност. Одреден тип на социјална анксиозност, односно изолација кај луѓето може да допринесе. Од психолошките фактори тука секако е ниската самодоверба, потиснување на емоциите, стресовите, траумите. Значи, сакам да кажам дека има мноштво на фактори кои што влијаат дали едно лице ќе има анксиозно расстройство, но се сложувам со тебе, односно прашањето е одлично. Извини, дали едно подпрашање ќе ми го одговориш тоа, дали сметаш дека интровертните луѓе се посклони кон анксиозност поради таа осаменост? Има интровертни луѓе кои што се јас на тоа го гледам како еден спектар на интроверзија и екстроверзија и сите ние тежиме кон левата или кон десната страна и можеме да се обидуваме свесно да се приближуваме, да се движиме на тој спектар. Многу често се случува интровертните луѓе да имаат зголемена социјална анксиозност, односно пониска самодоверба, страв и срам од поголема комуникација, говор и слично, но од друга страна има и лица кои што се интровертни, а кои што може да немаат социјална анксиозност, едноставно за нив социјалните контакти, ако екстровертите се полнат од многу луѓе и од многу комуникација, интровертите знаат да ја изгубат превише енергијата и затоа едноставно се лица кои што преферираат повеќе тишина, самотија, пократки социјални контакти и слично. Би сакала да го документирам преходното прашање, бидејќи беше можно и интересно. Има лица кои што се фит во телото и изгледаат добро и спортски и слично, меѓутоа имаат висока анксиозност. Што значи точно дека некој може да е самоуверен во однос на своето тело и изглед, а може да неговата анксиозност потекнува од други фактори. Исто така може да има и лица кои што имаат некакви, како што спомна, финансиски, екзистенцијални потешкоти, а добро да се носат со истото, добро да го менаџираат својот стрес и да немаат нешто што премногу се изразува психолошки кај нив. Меѓутоа, апсолутно се сложувам со тебе дека во целината може да бидат фактори кои што ќе допринесат, односно постојат лица кои што им се покачува анксиозноста, несигурноста и ниската самодоверба, особено кај помладите и кај адолесцентите, кога не се задоволни од својот физички изглед, или пак лица кои што имаат некои екзистенцијални потешкоти, се грижат за своите деца, за себе, за екзистенцијата и тоа и како знае да допринесе да има некаков психолошки симптом. Да, многу добро го одговори ова, фала ти.
на сите ни требаат овие информации. И јас од мои примери и искуство од оваа долгогодишна работа со луѓе, можам да кажам од мојот аспект дека сум имал многу клиенти, па и пријатели, бидејќи постојано гледам крвни слики и тоа ми е исто така дел од работата, и приметив низ годиниве дека многу лица кои што добро изгледаат, добро комуницираат, немаат физички класични стравови, навидум, површно, добро изгледаат, финансиски се ситуирани, не им фали ништо во животот, меѓутоа повторно патат од некоја длабока и голема анксиозност. Кај повеќето од нив, зборам за оние луѓе кои што го нарушиле својот допамин или други неуротрансмитери, или го уништиле пролактинот поради земање на некои лекови, стероиди, допинг или злоупотреба на алкохол, дроги, наркотици и слично. Кај нив има хронично нарушен допамин и пролактин. Тоа го гледам на крвни слики и тоа не е случајно, туку буквално има позадина. Дали ви доаѓаат на вас во неокортекс личности кои што го нарушиле својот допамин или имаат анксиозност баш поради овие причини, користење на некои пороци, како на пример стероиди. Бидејќи јас работам со такви и можам да кажам дека успешно се справувам, меѓутоа тоа е од мој аспект од фитнес делот, па сакам да слушам од психолошкиот дел дали вие работите со такви лица или дали ви доаѓаат личности кои што се или анксиозни или премногу агресивни со нарушена психа поради користење на лекови, одредени лекови. Имам искуство со проблематиката која што ја зборуваш и разбирам, гледам, предпоставувам дека ти многу почесто се соочуваш нели во контекст на твојата работа, меѓутоа можам да кажам дека се сретнуваме повремено со лица кои што имаат нарушено психолошко здравје поради користење на стимуланси и анаболни стероиди. И морам да истакнам дека постојат мноштво покрај праксата, постојат мноштво на научни докази кои што кажуваат дека има директно и индиректно влијание врз појава на агресивност, бес и емоционална дисрегулација, односно потешкоти во контролата на емоциите и однесувањето, појава на анксиозност, појава на промени во расположението, дали во насока на депресивно расположение или во насока на хипоманично однесување, и исто така и некои останати психолошки симптоми кои што може да бидат, може да се јава кај некои лица кои што долго трајно злоупотребуваат анаболни стероиди и во големи дози може да се јави дури и параноја, дури и во некој случај може да се јават и психотични симптоми. Така што мојата препорака е да точно се сите информирани во однос на ризиците, нели, и во однос на тоа колку ризично е користењето на сето ова и врз физичкото здравје и врз менталното здравје, и знае да донесе и tekako и краткорочни и долгорочни негативни последици и штетни ефекти. Да, дефинитивно, како многу добро кажа, многу често оставаат и долготрајни последици кои што не може да се санираат, дури не може веќе ни ендокринолог да ги среди, ниту тренер, ниту психолог, бидејќи многу спори естери на стероиди делуваат на долг рок и штетата може да биде перманентна. И затоа викам, работам со такви, ги гледам постојано или ги упатувам на психолог, претходно на ендокринолог, за да видиме дали штетата е психичка или хормонална, или двете, и потоа верувам дека со стручен тип тоа се средува. Имам уште едно прашање кое што исто така е многу често во врска со телесна дисморфија, анорексија и булимија. Работам исто така и со такви луѓе, меѓутоа вашиот аспект и вашата камера на овие случаеви е различна, па дали ви доаѓаат клиенти со таква проблематика? Тоа е многу интересно да се каже. Како се справувате и како работите со таква клиентела? Се соочуваме со клиенти со растројства во исхрана, како што се анорексија и булимијата, и секако сме имали и клиенти кои што имаат телесна, односно мускулна дисморфија, која што предпоставуваме те наложуваш, односно даваш фидбек дека е често и во твојата работа. Имам неколку главни поенти кои што сакам да ги нагласам во однос на овој дел, а тоа е дека ние не смееме на овие психолошки
расстройства и состојби да гледаме како на мода, каприц или во никој случај тоа да го подцениме, затоа што станува збор за сериозни психолошки состојби за кои што е потребен сеопфатен третман во некои случаеви од мултидисциплинарен тим на психолог, психотерапевт, психијатар, нутриционист и слично, нели секако зависно од индивидуално е од случај до случај и може да има сериозни ризици по психофизичкото здравје. Во тој контекст сакам да упатам една порака, гледам дека си доста свесен во однос на оваа тематика. Значи, сите фитнес тренери и не само во фитнесот, односно од овие расстройства и од овие психолошки феномени страдаат луѓе кои што се и во бодибилдингот и фитнесот, меѓутоа и во спортови каде што се става акцент на телесната тежина, перформанс во контекст на изглед на мускули и слично, меѓутоа и во изглед на тоа да има некаква соодветна телесна тежина, така што е многу важно да сите тренери имаат во предвид да се запознаени со диагностичките критериуми, односно едноставно кажано да знаат да ги препознаат знаците и да со своето однесување и насоки помогнат да лицето го регулира своето расстройство, доколку станува збор нели за расстройство или можеби оди натака, а не да се поттикнува нели неадекватното однесување, бидејќи морам да кажам дека е многу тенка границата помеѓу здрав тренинг и тренинг кој што е од страв и тренинг кој што е во склоп на едно обсесивно однесување, тренинг кој што знае да доведе до огромна физичка исцрпеност или тренирање и желба за изглед и страв од покачена телесна тежина или некој мускулен идеал кој што е од превисок критериум и превисок ранг кој што знае да донесе анксиозност, стрес кај лицето и слично и да тоа биде да има едно големо психолошко мачење за самата личност и да си носи адекватни психолошки и физички последици за истото. Да, и исто така би додал дека многу луѓе, верувам дека ќе се сложиш, многу луѓе, па и можеби и ние некогаш, сме имале искривена слика за себе си, односно недоволно комплетна слика за тоа што се случува во огледалото и тоа во нашиот мозок знае да е различно. И јас сум имал таква фаза, особено кога сум се спремал за надпревари во некое ригорозно темпо и припреми, каде што ја гледаш конкуренцијата, особено некој европско или светско надпреварување, каде што се споредуваш, да. Компарацијата ме гушела психолошки. Сега има тука два типа на карактери во бодибилдингот, да кажам, или во фитнесот. Едните се самоуверени дека ќе победат све живо и диво на сцена и дека се најаки, а можеби не ни изгледаат ни просечно, но имаат само доверба да се носат мислејќи дека се број еден. Тоа е до некаде добро, ама до некаде и лошо, погрешна слика за себе си, а има и луѓе кои што изгледаат предобро, феноменално, доста мускулесто, дефинирано и комплетно во целиот физикус, ама не се свесни за нивната моќ и изглед и они немаат таа сигурност. Јас сум бил во ова второто, кај што сум немал сигурност дека можам да стапнам на сцена или небитно дали е сцена, друг тип на евент каде што сум требал да доминирам и да победам, а сум се осеќал загрозено. Така да не е за подцен таа тема. Многу луѓе и тренери, па и многу тренери ја подценуваат самата анорексија и булимија и ги подценуваат проблемите на клиентот кога им дојде со исказ што они осеќаат на дневна база. Или тие што не јадат ништо, или тие што премногу се преадуваат. Луѓето го занемаруваат тој проблем и го стават под тепих со реченицата ајде бе, не се филми, ништо не тие. Фактички како што кажа ти, тоа е сериозна проблематика. Луѓето стануваат длабоко несрекни на база на нивниот изглед. Да. И како може да се санира тоа? Како може да се помогне на кој начин? Стручна помош. Најдобро е ако тренерот препознае такво нешто, дека личноста што вежба иде можеби во некакво анорексично однесување и размислување со искривена перцепција за сопственото тело, односно телесната тежина е одлична, е умерена, а лицето се доживува дека има покачена телесна тежина. Да. Па оди во некакво претерано рестриктивно
однесување во однос на исхраната со обсесивно броење на калории, огромен калориски дефицит, Да, голем притисок на дневна база да направиш. анксиозност, чувство на вина ако се пропушти тренинг, ригорозни тренинзи кои што може да доведат до физичка исцрпеност кај телото. Да, да. Многу добро кажа за чувството на вина. Да, се јавува чувство на вина кај лица кои што и по јадење, кога станува збор нели за некакво расстройство на исхрана, по внесна храна, или доколку не се отиде на тренинг, сега има степени во истото, а кај некои лица тренингот е поврзан и вежбањето и исхраната со огромен страф од покачување на телесна тежина. Да. Или пак, постојат лица како кај булимијата, кога има нели циклуси на прејадување и потоа се случува повраќање на исхраната од тој страв дека ќе дојде до поради тоа чувство на вина, потребата за контрола, нели што се јавува кај овој тип на расстройства и стравот од покачување на телесната тежина, или пак како што спомена, што е типично нели за бодибилдингот и фитнесот, за мускулната дисфорија, лицето колку и да изгледа одлично и телото му Никогаш е не е фит, доволно. никогаш не е доволно и се е малце и се треба да се и тоа може да иде во насока да се направат тие ризични шекори кои што може да во смисла на зимање на стимуланси, претерано претreniraност, да, и преголема се ја- обсесија так, сам со себе так. деноноќно. Да. И затоа мора да кажам, како да кажам, Баланс мора. Баланс мора, одлично Мора кажа, баланс. спортот да се практицира, мислам спортот има многу бенефити. Значи, прво ја спомнавме нели анксиозноста, значи директно влие на редукција на анксиозноста, влие со покачување на допаминот, серотонинот, ендорфините. Така. Тоа се природни бустери, природен начини. буст, кој што е како, значи ако спортот се користи како природна интервенција за чување на менталното здравје и физичко здравје и добар лајфстайл и долговечност и слично, се користат бенефитите на забрзување на метаболизмот, ги спомнавме нели бустот на хормоните на среќа среќа и и задоволство. невротрансмитерите, меѓутоа со спортот се редуцира нивото на кортизол, што е стрес Апсолутно. хормонот, се забрзува Една од метаболизмот. причините за анксиозност плюс Така, кортизол. се забрзува метаболизмот, се подобрува спиењето. Значи има едно огромно влијание на психолошки и на личносен план, подобрува да личноста може емоционално да се регулира, ги празниме емоциите, ја празниме лутината, ја празниме тагата, стравот, нели слично едно Се добро. истураме тука. Се испуцуваме и едно добро канализирање на енергијата. Така што има социјален бенефит, например, ја имам ти сам спомна, се знаеме преку спортот, меѓу другото ја знам еден тон луѓе кои што сум ги запознала и во спортски сали и при спортски игри и слично, така што има многу бенефити. Личноста не се изолира, се дружи, функционира, се развива толеранција на фрустрација, се учи како да се победи, како да се изгуби, Апсолутно. учиш како да Цела школа е така спортот, значи дефинитивно. може да се влечат еден тон бенефити и на личносен план, едноставно е градење на карактерот за истрајност и за дисциплина, што се префрла и на другите животни Дефинитивно, аспекти. Евели. И извини, сакам да напоменам, има една реченица која што се користи и во медицинските и во психолошките кругови, а веројатно и ти си ја слушнал, си ја сретнал, која што вика спортот и физичката активност се најнеискористените антидепресиви. Бесплатни. Храната е најзлоупотребуваното нешто кое што човекот знае да го користи и да има тоа негативни ефекти. Си ја слушнал, си ја сретнал. Да, апсолутно, да. Така што ја спомнавме анксиозноста и во контекст и на депресијата, значи физичката активност има силен антидепресивен ефект. И со физичка активност, можам да кажам некои од препораките на Светска здравствена имаат прекрасни препораки за сите возрасти и за сите различни категории на луѓе, кои што велат дека за возрастни лица се препорачува од 150 до 300 минути неделно умерен аеробен тренинг, кој што директно влие на редукција на анксиозност, влие на редукција на депресивни симптоми, влие на превенција од когнитивен пат и деменција и слично, така да има безброј бенефити, влие на регулација на спиењето.
За деца пак е препорачливо за деца и адолесценти 60 минути дури секојдневно, нели тие се поенергични и нивниот организам е поразличен од нашиот, така што е многу важно тоа да се знае и да се практицира. Од друга страна, секако, нели, треба да имаме во предвид дека доколку некој се соочува со одреден тип на расстройство, затоа што, нели, спомнавме неколку расстройства, спортот можеме да го користиме како природна интервенција во склоп на третманот, нели, и да има огромна помош во целокупната психолошка слика и позитивни бенефити. Да. А дали, пример, оваа искривена слика што ја гледаме на огледало за нас самите, дали е поврзана со онаа компарација на социјалните мрежи, бидејќи секојдневно гледаме ликови што се посилни, позгодни, подотерани, поубави, попрошетани од нас, дали тоа е релативно, меѓутоа некогаш ние си правиме некоја хипербола дека ние сме загрозени бидејќи има многу поубави луѓе од нас, па дали тоа влијае врз претходната тема? Дефинитивно живееме во време во кое што имаме екстра притисок во однос на овие идеали за перфекција, за тело, за успех, бидејќи со социјалните мрежи све се постира така, све се гледа и многу често луѓето знаат да не гледаат само во својот двор, односно се загледуваат многу повеќе во тугиот двор. Тоа знае да направи огромна анксиозност, огромен притисок и да го засили чувството на недоволност, и да направи едно негативно чувство за сликата за себе. Особено се јавува кај помладите, меѓутоа се јавува и кај повозрастните, и морам да кажам дека многу често, за жал, има луѓе кои што ја бркаат самодовербата и да доживеат чувство на доволност и позитивни чувства во однос на себе преку лајкови и слично, што прави еден краток допамински буст, нели, и кратка валидизација, ете, и потврда од другите, меѓутоа тоа не трае долго и не е доволно за градење на таа внатрешна интринзичка самодоверба, која што е незиното градење е малце покомплексно од физичкиот изглед. Се сложувам, физичкиот изглед е многу важен, да изгледаме фит, да бидеме здрави, да ни се свиѓа тоа што ќе го видиме во огледало, е многу важно и ни помага да полесно се движиме низ светот, меѓутоа самодовербата севкупна кај личноста добро е да се гради и преку нашите карактерни особини, преку наши постигнувања, изградени компетенции, да ги градиме преку кариерни достигнувања, исто така влијаат или убавите функционални врски, здрави што сме ги создале, социјални, семени и слично, така што мислам дека како да кажам, дури и за чувството на доволност не треба да стигнеме до тоа да не мора да имаме ние не знам каков успех во нешто, па за да се чувствуваме доволни во однос на себе, кои сме ние како личност. Што значи самодовербата е начинот на кој што ние се избориме на себе. Ако сме престроги, прекритични, ако имаме негативен говор, ако имаме нереални перфекционистички очекувања, тоа дефинитивно влие негативно психолошки на личноста и уште под додатен, како да кажам, јагода на шлагот е кога ќе се отвори социјалната мрежа, па ќе се направи таа компарација, чувството е уште позасилено. Да, сега, како што кажам, младите, они процентуално повеќе се базираат, односно нивната самодоверба е базираат на тоа колку следбеници има на TikTok или на Facebook. Помладите не се многу на Facebook, постарите се, бабите. Инстаграм некако им дава валидност и кредибилитет да се однесуваат како славни личности и тоа ги храни психолошки. Гледам дека им дава некоја нереална самодоверба, дури и да нема комплетен карактер или успеси или квалитети во карактерот таа особа, се осеќа предобро и самодовербата е базира токму на тие фоловерси или лајкови, што е ете така нов феномен во новиот век. И многу луѓе со тој лајк или шер или коментар од најблиските, тоа ги храни и им дава валидност да се однесуваат така.
Тоа е многу чудно, не знам дали ќе трае, мислам дека дури ќе се зголемува, според тоа Сигурно. интензивно е според тоа како се градат социјални мрежи и како мислењето на еден за друг ги базираме на она колку следбеници имаш и колку лајкови имаш. За жал, не гледаме малку подлабоко во нашата психика и карактери, меѓутоа ете, можеби еден ден ќе се смени и ќе почнеме да гледаме вистински вредности. Јас само би кажала, како што е добро да работиме од надвор на нашиот физички изглед и на нашето надворешно јас, така е многу важно да работиме на тоа што ни е внатре у душата и во карактерот и во личноста, и мислам дека така се постигнува најдобро чувство за себе и најдобра самодоверба. Апсолутно, да, јас цело време викам дека светото тројство за мене е главата, телото и духот. Ако немаме душевно здравје, некако малку е џабе, ако немаме психолошко здравје или физичко, некако не сме едно да фали. Мислам дека ако ги комплетираме, негуваме и третираме сите три, ќе бидеме суперхјумен. Така. Сега кога сме кај особено не спомнаме таа тема жени. Вие жените, па и ние мажите, ама жените после 40-тата при хормонална промена и визуелни естетски промени, тука се случуваат и психолошки промени. Тоа е индивидуално и релативно, нели, жена која што тренира и дошла до 40-та година изгледа различно, и таа што има база на спорт и историја на спорт, кај неа хормоните, физичкиот дел, па и менталниот, полесно се носат и изгледаат многу помладо. Тоа е тој анти-ејджинг дел што го бараме од спортот и од оние здрави рутини што ги спомнавме на почетокот, тие здрави навики. Меѓутоа, јас и од мојата пракса гледам дека жените кои што не се третираат до 40-тата, пример, да заокружам нешто релативно Како е. да почнуваат сега, Да, и сега така почнуваат. и панично го забележувам, одма ако може тело да направам, Да, гледам затоа што дека се забележува еден пат на тонусот на мускулатурата, веќе Тоа промените сега и да слично, го а тоа кажам. особено за нас жените, нели е многу битно и убавината и визуелното и се, така да се сложувам со тебе. Да, и баш да те прашам колку тој хормонален ефект, контраефект и визуелен и физички ефект се проискажува на емотивно поле, на емоционално, и како жената се осеќа после тие 40 и нешто години. Зборам за оние жени кои што не се во некој тренажен процес, бидејќи јас гледам и од мојот пример и со другарки и со клиентки, како што кажа, некој што не тренирал до 35-та, 40-та година, што сега почнува, кај неа многу потешко иде тој физички па и психолошки прогрес. Додека некоја жена што има база на спорт, кај неа многу лесно иде и тој muscle memory и fat memory, телото се враќа у првобитна хомеостаза форма. Така да сигурно имаш Имам искуство со темава и баш и неодамна ја дискутирав на еден женски панел, затоа што е навистина многу актуелна тема. Фала ти што ја отвори. Се сложувам и ја го гледам истото, дека жените околу 40-тата се случува како некој шифт, плюс тој еден процес на поголемо, како да кажам, освестување и една добра, зрела позиција, секако дека влијае на зголемена грижа за себе. Јас само ќе кажам дека ние сите, и мажи и жени, треба да прифатиме дека да, убавината доаѓа од телото, меѓутоа убавината најмногу доаѓа и од душата, односно од тоа што го носиме од внатре, односно е битна енергијата, исполнетоста, така што покрај добрата грижа за себе, ете, ја се сложувам со тебе дека и тие што не тренирале преходно, иако мојот став е дека секој треба од најрана возраст, од дете да почне да вежба, меѓутоа не е доцна да се почне и на 40, и дека тоа дефинитивно ќе има ефект и на чувството за себе, и на самодовербата, и фит изгледот е поврзан со истото, и ќе има влијание и на хормоналните промени што жената после 40-тата, па можеби нели во целата таа декада се случува една промена, односно настанува периодот на перименопауза и менопауза кај жените, што е во суштина една преодна животна фаза која што психолошки дополнително знае, ти ги спомнаете хормоналните промени, така што спортот во оваа животна фаза кај жените е од исклучително значење и во однос на чувството на нега за себе, за чувување на виталноста
изгледот и од чувството дека нешто превземаме за себе и од тоа да има позитивни ефекти за жената полесно да го помине тој период покрај другите нели препораки кои што треба да се знаат со цел полесна транзиција. Да, кога сме кај женска тема и лична твоја тема, дали ти, верувам дека практикуваш нели цел живот спорт и добро се храниш, затоа и добро изгледаш, морам да кажам, дали ти препорачуваш за женскиот свет дека верувам дека не е доволно само да се тренира, рековме работата на тело едно, меѓутоа работата на нашата глава и психа е друго, дали да не сватат погрешно дека треба само да се тренира или треба само да се посетува психолог. Да. Јас сметам дека комбинација од двете е нешто перфектно и како што кажаме на почетокот не треба да чекаме да се случи некоја психолошка штета за да реагираме и да трчаме по психолози или психотерапии. Како тоа жена може да го менаџира, односно на колку време треба да посетува психолог доколку нема некои конкретни проблеми? Како треба да се сервисира и после би те прашал ти како се снаоѓаш со себе си, дали тебе ти треба психотерапија или како автомеханичар сама си ја следуваш школата или не? Да. Супер прашање. Дефинитивно спортот има безброј бенефити и треба да го практицираме. Меѓутоа во некои ситуации нели ги спомнавме анксиозноста, ги спомнавме депресијата. Сакам да нагласам дека тие се природна интервенција која што многу позитивно влијае за редукција на симптомите, но во некои случаи кај некои луѓе апсолутно е потребен целокупен третман од стручни лица за ментално здравје, некогаш е тоа психолог, а некогаш е и психолог и психијатар и тоа е нешто што е сосема во ред и треба да се прифати. Значи зависи индивидуално од случај до случај, што значи во некои ситуации не можеме условно кажано да се излечиме само со спортот или не, ако одиме како што кажуваш на психолог, апсолутно добро би дошол и спортот и добро е тоа да се нагласи. Битно е да се сервисираме, термин интересен употребуваш, односно јас можам да ти кажам дека во мојата пракса почесто доаѓаат луѓе кои што можеби имаат некаков тип на расстройство или се соочуваат со некаков акутен стрес или слично, па доаѓаат едноставно народски да се изразам, доаѓаат кога гори. Помалце се луѓе кои што дошле за личен раст и развој, не дека не доаѓаат, апсолутно доаѓаат, меѓутоа е процентуално помала групата, или за личен раст и развој доаѓаат, или за превенција. Јас сметам дека е добро да се прави повремен чекап. Ние не обврзуваме никако кој колку да доаѓа, секако дека даваме препораки во зависност од тоа со што се соочува лицето, кои се неговите тераписки цели и слично, меѓутоа штета од посета на психолог, психотерапевт не може да има, односно може да има бенефити, дури и доколку не постојат некакви изразени симптоми, како што кажуваш. Во однос на наше сервисирање, тоа да го ме интересира. Да, иако сум психолог и сите психолози, нели, јас имам психолог, психотерапевт и сите е пожелно да имаме затоа што пред се, нели, добро е и ние тоа што го работиме да го практицираме, односно и ние да се грижиме за состојаното ментално здравје. Во склоп на долготрајните едукации за психотерапија ние имаме и задолжителни нели сесии за личен раст и развој, индивидуални сесии кои што ги поминуваме во целокупниот процес, значи имаме лична работа на себе и исто така имаме во тој процес и супервизиски задолжително посети кај супервизор кој што ние работиме нели со секаква категорија на луѓе, некогаш сме и самите емоционално преплавени од случувањата со кои што нашите клиенти се ги доживеале, како на пример траума, огромни стресови и слично несреќи, така што и често се соживувате со нив, ја попримате енергијата и мора некоја канализација да постои. Така што јас посетувам психолог, психотерапевт и посетувам редовно супервизија со цел да и никогаш да не ја заборавам позицијата на клиент и со цел јас да видам
дали нешто кај себе можам да добиам што не го гледам од Да нова подобриш. перспектива, совет, да си добиам поддршка, да си добиам насока и слично, така да тоа мене многу добро ми доаѓа, и редовната супервизија за да се добие стручна насока, друга перспектива во однос на тоа како да се работи, која интервенција да се направи слично кога се соочуваме со нешто, и секако да ги растеретиме и нашите емоции што ги доживуваме во текот на работата, затоа што доста често знаеме така да се соочиме со некакви потешки емоции и преплавување, што е нормално и во склоп на работата. Значи, не прекинуваш да работиш на себе и се надградуваш, тоа супер, тоа многу кажува за тебе. Не ни смееме да прекинеме да работиме, особено во нашиот домен. Тоа е исто како јас да прекинам да вежбам, а само теоретски да зборувам на луѓето што треба да прават. Да. Некако поврзана е праксата и теоријата, исто и кај тебе. Да, Така се да служувам. многу е некако едно без друго не иде. Треба да си, како што кажа, валиден пример за тоа што го зборуваш. А ќе спомнаме на тема, исто така имав неколку прашања од публиката, од на Инстаграм, што е многу честа појава, би рекол дека е нов феномен, некој модерен феномен, тоа се филтрите. Оние филтри што ги користат постојано, особено жените, па и мажите, меѓутоа по изразито е кај жените, оние филтри кои што тотално го изместуваат ликот на особата и се представува како друга личност, со други очи, со друга коса и друга брада. Знам дека тоа е нездраво, меѓутоа што би кажале за тие ситуации? Дали тие девојки се неприфатени, бидејќи феномен има еден голем, многу убави девојки користат, кои се убави уживо, користат филтри, тука ми е мене несватливо. Многу е битно да лицето се перцепира убаво и доволно, а не тоа околината да го перцепира. Така што на лицето едно е ние што мислиме, друго е она како чувство се на доживува. недоволно, колку и да даваме фидбек и поддршка, се додека кликот не се случи тука и тука во самата личност, дека ова е доволно, јас сум таа која сум, изгледам вака, ги прифаќам сите мои добри страни и добри телесни карактеристики, а ги прифаќам и тие кои што помалце ми се допаѓаат, но се мои и слично, така што тоа е еден комплексен процес. Претпоставам имате вакви клиенти? Па, секако дека доаѓаат апсолутно, можеби не за конкретната Кажи ги име и презиме. Нема шанси. Да. Не за конкретната проблематика, меѓутоа апсолутно може да се забележи како еден социјален феномен кој што сите го гледаме. Не мора ни да се клиенти, меѓутоа го гледаме, може да го видиме и кај блиски луѓе, можеме да го видиме и у нашиот круг и слично, значи едно секојдневие, така што е поврзано со самодовербата, е поврзано со телесната слика, со себе прифаќањето, со чувството на доволност, со тој стремеш кон совршенство, стремеш кон некакви идеали и дури, знаеш што е интересен феномен, што и лицето кое што се стреми кон таквите перфекционистички цели и врвни идеали што се видени дали на модели, на манекенки или на инфлуенсери или на слично нешто што има свесност дека и таму има фотошоп и филтри и све, меѓутоа сепак стремежот некако како да останува како еден немир кој што може веројатно да допринесе за да се условно кажано подобри таа јавна слика, социјална слика и презентација пред сите, нели? Инстаграм и другите социјални мрежи е така како едно поле во кое што секој вика, чекај, видете ме, ја ова го правам. прикажуваме само најдоброто во темата. Дај се темата. бира најдоброто и видете ме сега ова, видете ме. Да. Тој кај мене, кај сите го гледаме. Сите го Од милион правиме. слики во галерија, јас ќе ги одберам, тие ќе што сум најдобар, сигурно. Чекај на оваа трепка, на оваа може да миза. заглавиме, чекај да одбереме. Па сигурно тоа од 40 селфи една ќе Да не се ставиме. тргаме ние од таа категорија, меѓутоа има степени сега, нели, нормално, има степени, тоа е спектар и сега да не отидеме ептен во екстреми и да не направи тоа дисфункционални, да не измести од нормалата, да не ни смета функционирањето, да не ни носи анксиозност и да не го базираме идентитетот и самодовербата и сликата за себе најмногу по тие виртуелни профили. Да не го забораваме реалното живење. Тоа е многу тешко да го, многу е тешко. Изводливо е, меѓутоа треба работа на себе, кај секој од нас, јас се препознавам дека можеби да не се социјалните мрежи и да не е таа трка
на неколку полиња, кариерна трка, физичка трка, естетска трка, трка со фоловер версии, да не е тоа, некако ќе сме пораат, поослободени. Така. Може би од тука тоа доаѓа оној момент што викаат баба и дедо живееле многу порелаксирано, без стрес. Има и тоа влијание, верувам. Меѓутоа, има и уште еден друг, мислам, ја не сакам да упатам никаков хейт кон девојките и кон жените кои што користат филтри. Така. Го гледаме тоа. Сите си имаме свој избор, апсолутно имаме разбирање и затоа кажавме не се исклучуваме. Да, не се исклучуваме. Од категоризацијата, меѓутоа да се држи некоја рамка би било убаво. Така. Да. Поентата е ако може да се препознаат и да го слушнат твојот разговор, твоите пораки и да ги применат, би било супер. Тука постои уште неколку феномени со жени кои што екстремно многу ставаат ботокс на дневна или на месечна база и се обсесирани со тоа. Исто така и мојата категорија на машка група на луѓе, тоа се масивни бројки, кои што се обседнати со својот изглед и сакаат да ги пробијат оние бариери на стагнации со екстремни дози на стероиди, иако изгледаат импресивно големо, 100 и нешто килограми, тие категории на луѓе, профили, сакаат екстремно да напредуваат. И тука и таа другата искривена слика за себе, како што ја спомнавме претходно, така да и тоа може да отиде на лева насока, и ботоксите, и... Така да се вратиме на заедничката реченица, да имаме баланс, нели? Да останеме со балансот и да се што од ова го применуваме, да биде тоа во здрава форма, па дури и спортот, затоа што и спортот може да отиде во некаква нездрава форма, која што знае да даде психофизичко исцрпување кај личноста. Да. Ќе прочитам уште едно прашање од публиката, многу интересно. Вика, многу луѓе чувствуваат вина кога ќе почнат интензивно да се грижат за себе и да тренираат, а нивниот партнер е пасивен и не ги поддржува. Се ова грижа на совест, дали претеруваат или прават нешто погрешно? Тука исто многу добра тема. Интересен феномен, го поврзуваш се ова со партнерството. Со партнерството, да. Ние доста работиме партнерски сесии, и индивидуални сесии со лица кои што, морам да кажам дека е ова многу честа проблематика. Извини, едно подпрашање, дали еден човек, еден ваш работник работи со двајцата одеднаш или посебно? Да. Индивидуална е со едно лице, партнерска е двете лица се присутни на сесија и во тој процес може терапевтот да работи и партнерски, но имаат право секако да доаѓаат и на индивидуални сесии доколку имаат потреба или доколку терапевтот смета дека тоа е потребно за процесот. Сакам да кажам, релациите се многу честа проблематика кај нас во центарот, кај сите психотерапевти што сме, и ова сум го сретнала како феномен, односно, например, жената почнала Јас го гледам често, па сакам да ми кажеш од твојата страна. Да, се сложувам со тебе. Многу често. Уствари, независно дали жената или мажот, некој почнува да вежба, да одлучува од денес, промена прави. не од понеделник, не од први, од денес, од први или од понеделник, да. Значи, одма, промена која ќе се одлучи, добро е одма, не да чекаме некој, нели, такви работи, малце по малце, и да се случи промена и во партнерството, односно тоа некако да или некој чувствува вина како што кажа, или некој да се почувствува загрозен. Дека другиот прави промена и сега ќе стане згоден или згодна, па ќе биде посакуван, и подобро ќе изгледа, ќе има повеќе шанса, па и тоа знае да направи еден потрес, како да кажам, на партнерската релација, и е доста честа тема на разговор. А ако мене ме прашате, ја би рекла двајцата партнери да вежбаат заедно. Абсолютно. И тоа има и истражувања што кажуваат дека заедничка физичка активност кај партнери допринесува за степенот на зголемување на степен за блискост и среќа во партнерството. Тоа може да е опција, а ако им треба, можеби ако се во неделата, нели, правиме баланс на индивидуалитетот, блискоста и дистанцата и индивидуалитетот и слободата. Така што, ако се премногу заедно во текот на неделата, па може да си ја направат здравата дистанца и лична активност и време за себе со посебно вежбање, еден ќе иде на јога, или на пилатес, или на ова, другиот ќе си оди на фитнес и слично во друг ден, па ќе си се договорат
понеделник и среда еден чува деца, вторник и четврток другиот ги чува децата и слично, така што тоа Тоа се е супер порака. Ки кажам се на Марија 2 недели нека вежба негде у друг град да не ја гледам. Супер, Марија, ке си Да одмориме дистанца, ќе речам Ивана ми кажа се, тоа е. Чекај, ми реков 2 недели. Се шалам. Не, се шалам, мако. Да, супер совет, реално, браво. Така да, многу е поврзано ова, мислам и така и например ете ние кога работиме и на партнерските, например во препораките, во советите, во домашните задачи како ете семеен системски терапевт, даваме домашни задачи, например, одете заедно на водно или посетете заедно, не знам, некој тип или за разбивање на монотонија, може да биде различен спорт, може да биде по адреналински спорт и слично, па адреналинот и позитивното искуство што партнерите ќе го имаат со пробата на нешто што е поразлично и заедничко, ќе им направи едно поголемо чувство на блискост и ново искуство. Апропо значи, има методи и алатки. Има методи и алатки и спортот апсолутно, например, јас можам да кажам дека на дневно ниво го препорачувам спорт и физичка активност и во контекст еве и на партнерство, и на разбивање монотонија, и за нешто ново, и за анксиозностите, и за депресивното чувство, и за све едноставно, мислам, е многу важен за изолацијата, е социјална активност и слично, така што секојдневно се споменува и се препорачува и ги носи своите бенефити. Апсолутно, фала ти многу за овој одговор. Сега ќе спомнам една друга страна на вежбање и на кариерни бркање и достигнување. Предпоставам дека си работела, имаш искуство со луѓе кои што имаат бурнаут или имале бурнаут, дали е тоа прегорување ментално од многу тренирање, некои професионални спортисти, после јас ќе кажам од моје лично искуство, или од кариерни достигнување или нели бркање на одредени таргети. Тоа знае да е страшно, психолошки, ментално, па и физички. Јас лично ќе спомнам дека повеќе кратно во животот, повеќе пати сум дошол до ситуација каде што имам тежок бурнаут. Наверојатно треба да ми закаже термин, сеанса кај тебе дефинитивно и сакам да навлезам психолошки од стручен аспект. Едно е колку ја можам да си сработам и да си помогнам, меѓутоа стручната помош ми е неопходна. Имав бурнаут од премногу работа со персонални тренези до пред короната и едно време не знаев како да се сносам со тоа. Едноставно го живеев, ми гореше огин, не можев да си најдам фокус, концентрација, не можев да спијам, ми се одрази и на хормонално поле и на емотивно, на физичко, на изглед ми се одрази, на самодоверба, буквално на сите полија ми се одрази, а го подценував тој момент. Си мислев дека мене не може да ме фати тоа, јас сум машина, работи, гази, чекај уште ова да го завршам, чекај уште овој таргет, чекај уште оволку пари да направиш. Тоа нема крај. Нема крај, тие нели кариерни точки немаат крај никогаш. Се во нашата глава. Потоа имав многу потежок бурнаут од онлайн работа. Јас мислев дека само физички може физичкиот Zoom фатиг. Да, физичкиот мислев дека феномен кој што го доживеавме и ние за време на короната, што Zoom фатиг од премногу седење време на Zoom и работа онлайн, така што апсолутно и да, значи, се допринесува, да. Ја го подценив уште повеќе тој дел. Верував дека онлайн работа со седење на дома и од дома и кликање, мислев дека е лабаво, меѓутоа кога ми се насобра сериозна бројка на луѓе кои што чекаа на мене на дневна база одговори, прашања, видеокол, семинари, постојано бркав некои таргети на дневна база и бев во некој загушливо темпо и како што кажав го подценив, меѓутоа тоа ми беше дури потежок бурнаут од оној физичкиот, од премор. Ми го наруши сонот и ми го наруши расположението. Како човек да се справи со бурнаут? Супер што го сподели ова. Баш убаво ти ги објасни делот, најглавниот дел, твоето доживување и главните симптоми на овој феномен, што за жал во ова општество и во современото живење е многу чест. Станува збор ете за психолошко, емоционално и физичко исцрпување, кое што најчесто нели бурнаутот се врзува како заработен стресор, односно по долготрајна изложеност на работни стресови, на одговорности, одлуки, притисоци и слично, кои што и како може да дадат. Ете ти опиша пад на расположение, иритабилност, конфликтуозност, цинизам, осетливост, ти се губи волјата, ти се губи мотивацијата, ти се враќаат нозе, дали од работа, дали
спомна и од тренинг, тоа може да се човек презасити и да му дојде too much, да се преисцрпи од физичка активност, како што кажуваш. Така што многу е важно да ги знаеме пред се симптомите, да ги препознаеме навремено. И уште важно е да, ти сам кажа да не го подцениме феноменот, затоа што најчесто не може да се санира 2 дена викенд ке одмор. Одмори малце. Потребно е малце повеќе време. Потребно е да се направи една личноста да си направи една внатрешна рефлексија и психолошка анализа, дали сам со себе или со стручно лице, кои се драйверите во позадина што го тераат лицето, дали се екзистенцијални стравови, имало некоја можеби период кога немало многу, па тоа те доведува. Кај мене беше тоа конкретно. Дефинитивно. Дали можеби е некакво чувство на недоволност, па лицето брка успех, професионален, паричен, моментно докажување може да се докажува, ја гради својата самодоверба и пробува да го замени чувството на недоволност и гори при тоа. Односно се нарушува нели психофизичкото здравје. Така што добро е да се откријат драйверите. Секако дека може да има и ниска психоедуцираност, односно лицето не знае што е бърнаут, не знае што е стрес, не знае како да го препознае, не знае, не се сретнал и затоа е многу важно и ова што денес како збориме, да знаеме како се рефлектира стресот врз телото, да знаеме кои се симптомите, да знаеме што е бърнаут, да го препознаеме навремено и одма стратегии да направиме. Кога ќе направиме детекција на тоа што не довело до бърнаут, да направиме стратегија во тоа што ќе не извади. Покрај оваа анализа што ја спомнав, нели тука, ако сме биле пасивни, може да помогне физичка активност. Ако сме биле премногу физички активни, може да помогне пасивен одмор и регенерација на телото. Така, ако сме имале одлуки големи и слично, треба да направиме растеретување и да правиме активности кои што немаат никаква цел преголема, без секојдневни едноставни животни активности, да идеме back to basics. Мене во периоди на кога сум почувствувала симптоми, например на бърнаут, многу ми помогнало покрај спортот, покрај редукција на работните сати. Ја живеам по оноа 8-8-8 сега, но во период на почетното градење на неокортекс и кариерата, работните сати биле големи, притисокот бил поголем, стрес менеджментот. Тоа не било 8-8-8? Не било 8-8, било малку 16-8. Да, и сум почувствувала. Извини, кога сме кај регенерација, ќе продолжиш една регенерација од нас, од Адастра. Има ти спремив протеин, ашваганда и мелатонин да се регенерираш максимално. Одлично. И за добар сон, за добро спиење, повели. Одлично. Ти си вежбач и верувам дека ова ќе го искористиш. Супер, ќе ги искористам дефинитивно. Така што застанавме хидратација, здрава исхрана, престој во природа многу ми помогнало, градинарство ми помогнало, контакт дрва, косење трева и такви работи. Допир со природата мене исклучително многу ми помогнал. Успорување на темпото, нели што спомнавме 8-8-8, значи 8 сати работам, 8 сати ми е социјала, нели сите врски кои што ги имаш, контакт со блиски, фамилија, партнерство, другари, другарки, вежбање и слично и 8 часа сон. Односно една севкупна подобрена грижа за себе, да се успори темпото, да се ревидираат амбициите и целите, да се види дали можеби бърнаутот и од лош тајм менеджмент, па цело време се влага во стрес и слично. Така што има доста препораки, доста помагаат и спа, и спа, сауна, масажа и мене многу ми помогнало, затоа и го кажувам, особено ги користам во зимен период кога нели сме поизолирани, попасивни и слично. Така што севкупна грижа за себе на подолг рок, менување на приоритетите и реорганизација и тука и во делувањето може да помогне за човек да излезе од таа психофизичка исцрпеност. Да, но ова мислам дека не може човек сам да се сноси со сите овие алатки инструменти, сепак си треба стручно лице. Например, сето ова што го наброи е препотребно, меѓутоа човек кој што прво не ја препознава ситуацијата на бърнаут, не ги знае симптомите, можеби не ни слушнал за поимот бърнаут, еве се на англиски, на македонски некој ментално или физичко прегорување,
многу луѓе не знаат дека постои таков феномен и си викаат, уморен сум, денеска ќе ми пројде и продолжува со истото темпо. Затоа луѓе мора да се обратиме сите кај стручно лице, да побараме помош, не е срамота. Порано сме мислеле дека е срамота да го признаеме оној дел дека нас баш ни фали некој психолошки дел или некој баг. Тоа е исто како да се срамиме да одиме во теретана. Да речеме дека без вежбање ние сме презгодни, преаки, не ми треба на фитнес. Не, и на најакиот му треба фитнес. Дневно, и на психологот му треба психологот му треба, како што кажа, ни треба ремонт, ни треба нега, сервис, грижа за себе. И сите сме биле во животни кризи и тоа не е срамота да се каже и може сме се соочиле со одредени психолошки реакции, сите сме само луѓе, се соочуваме со трауми, имаме стресори, живееме во исклучително стресно време. Сме доживеале некакви трауматски настани, кои повеќе, кои помалце. Сите можеби сме имале и така конфликти, дали во семејство, дали во партнерството, се природни процеси кои што знаат да ни допринесат и супер што ете потенцираш грижата за себе и да, некој во некој период ќе може тоа да го совлада сам, апсолутно. Да. Ги користиме сопствените интелектуални снаги, емоционални снаги, па и меѓусебната поддршка треба да си ја користиме, нели поврзаноста е многу битна, социјализацијата така, е многу битна. колективот е многу битен да така ти помогне, да не бидеме изолирани и сами и секако тука сме и ние стручните лица доколку потребаме за некои работи. Јас имам уште многу прашања, ама сметам дека е таман за една епизода. Имам уште многу прашања, верувам дека ќе направиме втора епизода, трета епизода. Може како Game of Thrones ќе направиме 5 сезони, пак и Ивана. Бидејќи стварно ни е повеќе од потребен ваков совет, информација, насока. Дури човек кога е убеден дека се осеќа супер, пак треба да се посети психолог за да видиме дали колку е тоа супер на долг рок. Така да, многу голема благодарност за твоето присуство и информации денеска. Фала ти што ме испочитува и публиката, што мислам дека им даде премногу добри и бесплатни информации. И верувам дека ќе го повториме ова. Сакам да ми пишете коментари на епизодата, под епизодата, што мислите, дали имате дополнителни прашања. Секако лайк, шер и subscribe, тоа фиксно. И да ти се заблагодарам уште еднашка. Ти се заблагодарувам многу и јас, ми беше големо задоволство и така лесно ми одеше разговорот со тебе, некако многу лесно се надоврзувавме, допревме многу значајни теми и искрено и од срце се надевам дека ова ќе допре до многу луѓе и ќе бидат од корист пораките кои што ги испративме денес и искуствата кои што ги споделивме. Верувам. Фала ти уште еднашка. Поздрав до сите вас, па се гледаме следен вторник. Чао, чао. Чао.